Под еден се задолжува ЈП Комуналец Кавадаци да отпочне повторно со работа на градскиот пазар во деновите среда, петок и недела, но под следниве строго контролирани услови. Градскиот пазар да биде отворен само за зеленчук, овошје, прехрамени производи за вршителите на дејноста од општина Кавадаци и Теквишијата. Работното време се ограничува од 08 до 14. Се препорачува на вршителите на дејноста да носат заштитни опрема и да обезбедат средства за дезинфекција. ЈП Комуналец после завршување на градскиот пазар да врши дневна дезинфекција на тезгите и другите површини. На сите влезови на градскиот пазар да постави лица и средства за задолжителна дезинфекција на користење кои влегуваат во пазарот. Условите на градскиот пазар да ги приспособи согласно препораките на владата за соодветна оддалеченост од една до друга тезга. По два, се задолжува општина Кавадаци да продолжи со мерите за дезинфекција. И тоа, редовна дезинфекција на сите автомобили на трите влезови во градот и тешки товарни возила. Општина Кавадаци 2 пати неделно да врши дезинфекција на заедничките површини на колективни стамбени згради, влезови, скалечен простор и лифтови, кои имаат повеќе од 8 стамбени единици, како и на јавните институции во делот на општина Кавадаци. Дезинфекција во дворот на општа болница и здравствен дом да се врши на дневна основа после 15 часот. Општина Кавадаци да врши аеродезинфекција еднаш неделно во деновите сабота или недела. По 3. Собствениците на имот на територија на општина Кавадаци, градски, приградски населби, како и викенд населби, немаат право во овој период да го издаваат под закуп својот имот на трети лица со живеалишта надвор од општина Кавадаци. Тоа се мерките, инаку од надлежните институции кои што беа на кризен штаб, добивме информации кои што сакам да ги споделам заедно со граѓаните и тоа. Во Кавадаци до денеска нема нови позитивни случаи на COVID-19. На територијата на општина Кавадаци работи дежурен стоматолог, кај кој што може да се оди со закажен преходен упат од матричниот стоматолог. И еден апел до граѓаните и една пофалба до нашите сограѓани. Значи, нашите сограѓани во општина Кавадаци во целост ги почитуваат мерките за ограниченост на движење и мерките донесени од влада во делот на луѓето повозрасти од 65 години и во делот на групирањето. Апелот од општина Кавадаци да издржиме уште наредните 2 до 3 недели. Овој пик кој што го очекуваме до крајот на неделата да биде поинтензивен, да можеме да го надминиме со ова ситуација каква што е до ден денеска, така да е една благодарност за граѓаните за нивното почитување на сите мерки и на владата и општинскиот штаб и на општината и една морална поддршка од наша страна, јас како градоначалник, да издржиме уште овие 3 до 4 недели. Мислам дека ќе ни биде од големо значење и од долготрајно значење на општина Кавадаци. Дали може би поради некакви сознанија дека ни доаѓаат граѓани од други градови и одмараат критичко? До сега немаме сознание дека има издавање, меѓутоа овој штаб делува превентивно и добро да ги носиме мерките пред да се случи нештото, затоа што една од побитните мерки и на владата, а и на општинскиот штаб да и со полицискиот час кој што е воведен и ограничувањето на движењето, луѓето од страна да бидат на некој си по-минимален контакт со луѓе од други општини, зашто затоа што знаеме дека секоја општина си има посебни мерки донесени и посебни ризици. Општина Кавадаци беше на работ да биде помеѓу поголемите ризични подрачја, благодарение на сите институции кои што ги имаме тука, благодарение нас како општина кои што редовно правиме дезинфекции и ги пратиме сите мерки, а најмногу и на нашите сограѓани кои што ги почитуваат тие мерки, сега за сега како град се отргнавме од тоа ризично подрачје, односно од поголем ризик на општини. Мерката ја носиме со тоа што сами знаете дека на Тиквишко езеро има над 900 до 1000 викендици и доколку почнеме да ги издаваме тие викендици на луѓе надвор од општина Кавадаци, е потенцијално да донесиме некаква друга ситуација во општината, затоа што тие луѓе не ги знаеме во каква ситуација се. Само уште едно прашање од мене.
Имате голем број на граѓани под карантин, како се однесуваат тие и дали имаме шанса да спроведеме тестирање и во општина Кавадарци? Во делот на карантините, ако прашувате за државните карантини, имаме за сега два државни карантини. Едното е во делот на Михајлово, кој што веќе повеќе од 10 дена функционира како државен карантин и се сместени 40 на лица. Од вчера уште еден државен карантин, тоа е Унипалас, мислам 2, хотелот кој што е над Ангропромет или над Жито Југ. Таму се сместат околу 60 на лица. Во овие два карантина кои што се стигнати, јас само можам да потврдам за карантинот во Михајлово дека за сега нема никакви проблеми. Сите тестови кои се направени на луѓето во карантинот се негативни, али мора да се почека таа инкубација од 14 дена. Со луѓето како општина имаме и наши сограѓани од општината и други луѓе од цела држава. Максимално сме во комуникација и една морална и секаква друга поддршка што можеме да им помогнеме, сепак тие луѓе треба да издржат во една затворена просторија. Ова од вчера што се случува со вториот карантин, мислам дека и јас како градоначалник и сите институции ќе ги поддржиме максимално луѓето да го почитуваат тој карантин и да му победи што побрзо времето за да направиме една позитивна работа за сите нас.